Веќе 2 години имам прилика на сите средби на министрите за одбрана да ја среќавам досегашната германска министерка за одбрана и можам да кажам дека се работи навистина за исклучителен колега и министер кој што во рамки на НАТО средбите доминира со јасен став, со прецизни формулации и со многу силно лидерство. За Република Северна Македонија, силен председател на Европска комисија со искуство и со многу силни врски во Берлин и во Париз е добра вест. И затоа навистина се радував кога добив потврда на некои иницијални најави во Брисел дека навистина таја е номинирана за председател на Европската комисија. Се работи за колешка која што избра да после повеќе од една деценија отсуство на германски министри за одбрана дојде кај нас и во периодот пред референдумот да ги испрати силните пораки на поддршка од Германија, но и нејзина лична поддршка заради, како што таа кажа, силното лидерство и демократски капацитет. Она што успеавме да ја увериме на планот на наши НАТО интеграции, убедена сум дека се уште е во глава и дека таа ќе биде поддржувач и на нашиот европски пат. Дали Лейн, која по потекло од Германија, движечката на сила за европската идејата за заедничка Европа, покрај сериозните проблеми во Унијата кои што мора да се адресираат, ќе може да внесе некој нов момент во проширувањето? Проширувањето не е главната тема на која дискутираат членките на Европската Унија, бидејќи има многу други теми кои повеќе ги окупираат. Но ќе ни биде за нас е важно да имаме председател на Европската комисија за која проширувањето не е комплетно изгубено од фокусот. И убедена сум дека новата, идната председателка ќе биде таква. Знае колку е важно проширувањето, знае колку проширувањето влијае на безбедноста на европскиот континент и, како што реков, е многу добар линк помеѓу Париз и Берлин. Нам ни одговара да имаме германски мотор во понатамошните процеси, но ни одговара и да имаме човек кој што ќе може да направи договор и со Париз кој што е поскептичен по прашањето на проширувањето. Дали тоа значи дека ќе биде поактивна во однос на тоа прашање од претходникот Јункер? Председателот на Европската комисија не е доволен во овој процес. Ние имавме целосно посветена Европска комисија и во претходниот период со многу јасна порака дека треба да ги почнеме преговорите. Битно е да ги убедите и сите земји членки. Но важно е што новата председателка на Европската комисија го разбира проширувањето, го поддржува проширувањето и што ќе успее, претпоставувам, да биде добар преговарач и со земјите членки кои што се поскептични. Јас само ќе препорачам сите да си ги чуеме нејзините изјави и овде во Скопје, колку за нас е важно членството во НАТО и во Европската Унија и колку не смета како важен дел и во формирањето на обединет, безбеден и просперитетен регион.